Големиот француски и светски кинематограф Пиер Лом е вториот лауреат на Златна камера 300 за животно дело на годинешното 38 издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, што ќе се одржи од 23 до 30 септември во Битола. Ова вчера го соопшти директорот на фестивалот Благоја Куновски-Доре, кој истакна дека со доделувањето на Златната камера на овој кинематограф се заокружува клубот на великани на фестивалот Браќа Манаки. Пиер Лом е нашиот втор значаен голем лауреат на Златната камера 300 за животно дело. Неговата соработка се изредија значајни големи имиња на француската кинематографија, а тој со својата умешност да се адаптира на сечи стил беше еднакво успешен и во соработка со неколкумина странци, како што е на пример случајот со американецот Джеймс Ајвори, со кого има снимено 4 филма многу значајни во неговиот опус, или Клайн, другиот, но Ајвори е позабележителен од она што е за него најзначајно во текстот кој ви е приложен. Само ќе повторам дека неговото ремек дело доволно беше само да го има во опусот Сирано де Бержерак со Рапно како режисер. Друштвото на филмските работници на Македонија пак одлучи годинава наградата Големата звезда да му ја додели на Вардар филм, кој слави 70 години од своето основање. Управниот одбор сметаше дека во годината кога оваа институција слави 70 години од незиното основање, дека треба да биде наградена со оваа веќе традиционална награда, и на овој начин секако ние филмските работници сакаме да се заблагодариме и да им дадеме почит на сите оние кои биде вработени во оваа најзначајна институција во развојот на македонскиот филм, сите оние кои биле ангажирани преку Вардар филм и работели на сите филмски проекти што се снимани преку оваа продуцентска куќа. И на тој начин придонеле за развојот на македонскиот филм. Оваа веќе традиционална награда за прв пат се доделува на институција, меѓутоа мислам дека е повеќе заслужено што оваа година одлучивме наградата да ја добие Вардар филм. Насков информираше и дека сите недоразбирања и дилеми околу организацијата на фестивалот конечно се расчистени. Сите обиди на одредена група луѓе да го преземат фестивалот се завршени. Фестивалот Браќа Манаки останува кај тие што го основале, кај тие што организирале со децении Друштвото на филмските професионалци. На решавање на ова недоразбирање чекаше и општина Битола. Градоначалникот Талески пред неколку дена изјави дека се уште го чекаат документот за тоа кој годинава е организатор на фестивалот и кому треба да ги префрлат финансиските средства изгласани од Советот. Го чекаме документот. Штом го добиеме документот, општина Битола, како и секоја година, е подготвена максимално да го поддржи фестивалот, бидејќи тој е наш. Ние го чувствуваме и не само што историски и традиционално интернационалниот филмски фестивал на филмската камера Браќа Манаки што се случува во Битола, ние сме горди на него и тоа е едно од најголемите културни вредности во Република Македонија. 38-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки ќе се одржи од 23 до 30 септември во Битола. Членови на петчленото жири кој ќе одлучува за наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300 на годинашниот фестивал се Пол Рене Ростат, кинематограф од Норвешка, актуелен председател на Имаго, и членовите Лука Коасин, кинематограф од Италија, Јани Петери Паси, кинематограф од Финска, Даријан Пеовски, режисер и сценарист од Македонија, и Ерол Зупчевик, кинематограф од Босна и Херцеговина.